Почитувани граѓани, нека ни е честит 8 септември, денот на независноста и нека е за многу години. Гордост е токму на денот на независноста, како председател на најголемата политичка партија во Македонија, да зборувам за патот на македонската државност, за европската иднина, но и за придонесот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако погледнеме наназад во изминатите 31 година, заклучокот е тој: секогаш кога е било тешко на Македонија, Социјалдемократскиот сојуз бил тука, водел напред и секогаш бил на вистинската страна. Од процесот на создавање на независна држава, меѓународно признавање, преку кандидатскиот статус, решавање на споровите со соседите и реализирање на стратешките цели, членството во НАТО, па се до почетокот на преговорите со Европската Унија оваа година. И затоа денес, после 31 година, со гордост можам да кажам, како што нашите предци во народно-ослободителната борба биле на вистинската страна, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија која била и се уште е на вистинската страна на македонската современа историја. Денес тоа е европската иднина на државата и на сите нејзини граѓани. Тоа е вистинската страна на историјата. Конечно, после 17 години во чекалницата успеавме и направивме клучен чекор од нашата последна етапа на евроинтеграциите. Започнавме преговори со Европската Унија за полноправно членство, со чист македонски јазик, со сочуван македонски идентитет и посебност. СДСМ го имаше товарот да се носи со едни од најтешките глобални предизвици. Прво со надминување на последиците од пандемијата со коронавирусот, а потоа и со решавање на најголемата економска и енергетска криза, што во последните неколку месеци ја тресе Европа. Криза најголема после Втората светска војна. Сега пред нас повторно е сериозно тежок период, но ние сме подготвени со одговорен и ефикасен пристап. Го зголемуваме домашното производство на струја, со цел таа да биде достапна за домаќинствата, за стопанството и за јавните институции. Цената на електрична енергија за домаќинствата ја субвенционираме во висина од 80% и така и ќе продолжиме. Обезбедуваме струја, но обезбедуваме и храна во кризниот период да има доволно и постојано и за граѓаните и за стопанството. Веќе со септемвриската плата обезбедуваме повисоки месечни примања за вработените во образованието, во детската заштита, одбраната и полицијата. Следува и рекордно зголемување на пензиите на над 320.000 пензионери, согласно новата методологија договорена со Сдруженијата на пензионери. И тоа се е направено во најкризната година која што оваа држава ја имала од своето осамостојување. Ова се само дел од мерките кои имаат за цел заштита на животниот стандард на граѓаните во време на криза. Тоа е новиот влог на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за граѓаните и стабилноста на земјата во услови во оваа најтешка година и енергетска криза по Втората светска војна. Со мудри, трпеливи и државнички одлуки СДСМ ја донесе Република Северна Македонија во нова ера, ново европско поглавје од македонската историја, поглавје во кое се затворени прашањата со соседите. Може да продолжиме кон Европска Унија по патот на развојот и по патот на напредокот. Го реализиравме концептот едно општество за сите. Создадовме граѓанска држава со еднакви услови за сите кои живеат во неа: македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други заедници. СДСМ се врати на победничките патеки
Последните резултати од локалните избори покажуваат дека ако работиме, ако сме меѓу граѓаните, ако ги слушаме граѓаните и ако ги решаваме нивните потреби, проблеми и делуваме, тогаш победуваме. Јас реков дека во политиката со интересот на граѓаните нема да калкулирам и од тоа не отстапувам. Ние мораме да покажеме и ја покажавме разликата помеѓу нас и нашиот опонент. А разликата е голема и видлива. СДСМ е државничка партија, која води напред и го гледа државниот интерес. ВМРО ДПМН е партија која само ги гледа своите тесно партиски интереси. СДСМ е партија која води кон иднината. ВМРО ДПМН се плаши од иднината. Тие водат единствено назад кон времења на несигурност, безперспективност, блокади и деструкции. Додека СДСМ води кон реформи во судството и борба против корупцијата преку европеизација, ВМРО ДПМН ги бара назад времењата во кои се чувствуваат удобно во нивните криминални методи. Единствена причина зошто ВМРО сака да го блокира нашиот пат кон Европската Унија е затоа што таму, каде што се движи земјата, таму нема место за ретроградни политичари и политики. Таму нема место за узурпација на институциите, таму нема место за нови прислушкувања и притисоци врз политичките опоненти и граѓаните. Нема да има место ниту за нереформирани партии, како што е сегашното ВМРО ДПМН, кое никако да ја научи лекцијата. Наместо тие да се приклучат кон напредокот, тие се борат напредокот да застане. Затоа сум сигурен, ние сме вистинската опција за граѓаните, европска опција за европска иднина на Македонија. Граѓаните никогаш немале појасен избор, иако многумина сакаат да не прикажат како исти. Со ВМРО ДПМН и нивниот проруски партнер Левица имаме со сигурност враќање назад и неизвестност. Тоа тие него ни кријат, туку тоа јавно го кажуваат. Деновиве сме сведоци на последните обиди на блокада на европските интеграции. Иницираат референдум против Европската Унија и интеграцијата на земјата во Европската Унија. И веќе целосно и јасно ги изразија своите јасни антиевропски позиции. Овој референдум е однапред осуден на пропаст, а нема поддршка ниту од опозицијските партии, ниту од поддржувачите на Мицковски во неговата партија. Покрај тоа што е антиевропски, ова иницијатива е последната потврда на хипокризијата на ВМРО ДПМН. Неискреноста, лажниот патриотизам веќе не поминуваат, прочитани се од сите граѓани. Затоа ВМРО ДПМН и пратениците нивни во собранието не гласаа против предлогот во собранието. Затоа најавуваа поништување на територијалната поделба и не го направија тоа додека 11 години беа на власт. Затоа избегаа од референдумот за Преспанскиот договор. Затоа и поставија прашање за договор за кој јавно кажаа дека го поддржуваат пред камери. Но тоа зборува за нив. Неискреноста и политиканството се тие кои ќе му ја завршат кариерата на нивниот лидер, но за тоа ќе биде самиот виновен, а не народот. Граѓаните сакаат да ја видат државата која ја водат луѓе со искрени намери, со јасна цел во интерес за сите, а не луѓе кои се кријат и лицемерно се грижат само за својата позиција, за својот личен интерес. Во собрание ќе излезат од сала и нема да гласаат, а потоа ќе велат народот нека гласа, а тие ќе седат дома. Тоа не поминува. Почитувани граѓани, Северна Македонија продолжува напред. Продолжуваме по европскиот пат, веќе ништо не може да го спречи тој развој. Оваа држава, граѓаните на оваа држава, во 1991 година, пред 31 година, се определија за своја слободна, самостојна, суверена, независна држава. Тогаш граѓаните кажаа дека сакаат да живеат во држава која што ќе биде членка на НАТО
и членка на Европската Унија, затоа зашто НАТО и Европската Унија се заедници на држави во кои има европски просперитет, социјална правда и демократија и слобода на критичко изјаснување. И затоа секој политичар кој што ќе биде против тоа е политичар кој сака да ја врати државата назад. Меѓутоа, преку одлуката на Собранието од јули оваа година да отпочнеме преговори со Европската Унија, оваа држава, овој народ, овие граѓани одат напред во Европската Унија. Нема назад, нема лево, нема десно. Државата во 2030 година ќе стане членка на Европската Унија. И знам дека мнозинството граѓани даваат подршка на овој пат и дека ќе не поддржат да го изодиме заедно до крај. Северна Македонија ќе биде членка на Европската Унија, а до тогаш ќе се развива, ќе се реформира и унапредува во секоја пора од општеството. Европеизација значи подобри закони, праведна држава, посилна економија и развој. Нема да дозволиме да запреме сега, кога сме на чекор од реализација и на оваа стратешка цел. СДСМ останува на своите принципи и на државничките постулати. На денот на независноста, на 8 септември 1991 година, прв независноста на граѓаните им ја честиташе првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров, кој што е и член со членска книжка 001 во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И сите членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија треба да бидат горди на тоа. Да живее денот на независноста, да живее Европска Македонија, да живеат граѓаните.